Јавна тајна е дека во општина Кочани и пошироко десетици фирми се водат како заштитни работилници, кои го исполниле неопходниот минимум со вработување лица со попреченост во развојот, со цел да ги користат законските привилегии по тој основ, кои најчесто се сведуваат на ослободување од придонесите, односно враќање на истите од страна на државата. Во практиката тоа функционира само фиктивно, бидејќи многу мали и средни фирми имаат вработено такви лица, но тие не се работно ангажирани. Седат дома, а секој месец земаат одредена парична надокнада. Што е уште поабсурдно, меѓу фирмите има и такви кои се занимаваат со дејности кои никако не можат да ги извршуваат лица со попреченост во развојот. Не знам. Може да има некаде. Само тоа треба овие УЈП тамо, кој си надлежен тоа да си поведе сметки да види. Не знам тоа, не. Треба да одат на работа ако се инвалиди. Ние што работат па не се осигурани, а па за инвалидите пошто земат пари, така сме чуле. Газите нека терат државата што мисли дека е поарно, така нека прави. Па не е во ред, али. Не знам некој пример да ви посочам, не знам, ама да е во ред, не е во ред. Па ако е направена некоја аномалија, нели, против законот не е уред, тоа јасно е. Невообичаено е и тоа што во последно време, поради ограничениот број на такви невработени лица, постоечки или нови фирми буквално се во трка за нив. Се ангажираат луѓе кои имаат контакти со истите, дури се плаќаат менаџери да договараат вработување, односно да ги утврдат условите за таквите трансфери. Од владата најавуваат ревизија на системот за вработување на лицата со попреченост во развојот, се со цел да се спречи